Освен за Исус да кажеш, за некој друг, друже, ти си... Немам коментар. Ајде да видиме овој животворен светилник на македонската политика и грандиозен македонски син, колку е грандиозен. Ај пушти го видеото. Може да прочитам. Македонската историја, политика, се македонската вистина и правдина, денес е осветлена од животворна светлина. Оти денес е роденденот на нашиот председател на ВМРО ДПМН и премиер на владата, грандиозниот македонски син, апостол на македонството, лидер и патриот, професор доктор Христијан Мицкоски. Честит роден ден почитувам председателе, професор доктор Христијан Мицкоски. Нека реки здравие, успеси, раст и победи ја красат патеката по која не водите. А ако може уште еднаш да прочитам. А онда можеш и трет пат ќе го тагнеше. 3 пати е как Както. тагнат. И Ајде, горе еднаш. Ајде, уште еднаш ка просветлине. Рече, македонската историја, политика се македонската вистина и правдина, денес е осветлена од животворна светлина. Оти денес е роден ден на нашиот председател на ВМРО ДПМН и премиер на владата, грандиозниот македонски син, апостол на македонството, лидер и патриот, професор доктор Христијан Мицкоски. Честит роден ден почитувам председателе, професор доктор Христијан Мицкоски. Нека реки здравие, успеси, раст и победи ја красат патеката по која не водите. Незгодно пичко, матери. Не, ова е, значи, ве замолувам. Немој да ја гасиш ова. Ве замолувам. Немојте вака да пишувате за мене. Никогаш нема никој да пише, не се. Ај, незгодно пичко, матери. Вака, чисто вака, од еден теолошки аспект, вели македонската историја, политика, се македонска вистина и правдина. Денес е осветена од животворна светлина. Една теолошка вистина, да кажем. Ова сериозно. Животворна светлина има една. Таа е светлината на Исус Христос. На Бог. Само таа е животворна светлина. Таа дава живот и таа го вдахнува со живот мртвото. Секој кој што кажува за обичен човек, створен од грев, пошто сите ние сме створени од грев, дека е животворен, богохули. Ова е богохулие. Прво, вака еден теолошки аспект е богохулие. И да не употребам потешка квалификација. Ама богохули тој што верува во противникот на Господ Бог. Од еден политички, да речам, еден општествен осврт да направиме на објава. Ова ги надминува и оние хвалоспеви во спевања на Заев. Вие, господине Заев. Кој што му го правеше, како се каже таа госпоѓата од Прилеп? Буцката, не знам како се викаш. А? Ај тоа жена беше. Не, добро, како се викаше? Таа жена. Не знам како се вика. Тоа е во споредба со ова е Ништо. така. Океј, му рекла нешто. Крваревте, господине Заев. Ова, она. Што е ова, бе? Инаку овој Зоран Пековски мислам дека е директор на културен центар во Бугарија. Ако не се лажам. Од Битола е. Ај, владата го пушти, мислам. Овој дека. Зоран Пековски, кога го снимавме спотот на Тони, градоначалникот на Битола сегашен, првиот спот, бидејќи снимавме 2 или 3 со него, 2, првиот кога го снимавме. Овој го начекавме по улица, како се кишта? По Широк сокак. И ни требаше кадар 2, 3, 4 кадри како Тони
Коњановски се поздравува со граѓани, со луѓе. И меѓу другото го начекавме овој и така успати, му викам, абе, и таман, ја го познам. Му викам таман, викам, еве да му пружиш да те рака на да Тони. му пружиш рака на Тони Коњановски, бидејќи кандидат за градоначалник, нели му снимаме спот. А вика не можам јас тоа сега да го направам. Јас не, јас сум си професионалец, поет, ова си јас со културата, не ќе да се мешам во политика, рече и избега. Значи, ово е тој Зоран Пековски, кој што денес пишува, уште еднаш би сакал да прочитам. Македонската историја, политика, се македонската вистина и правдина, денес е осветлена од животворна светлина. Од и денес е роден ден на нашиот председател на ВМРО ДПМН и премиер на владата. Животворна светлина. Грандиозниот македонски син. Сега ќе видиме колку е грандиозен. Спреми го тоа видеото што сега го од најавата. Да. Зошто мораш да кажеш, брат, све ја не сум вако. Сега што го На спремам? режија да му кажам. Да. Да знае. Спреми го тоа видеото, да видиме колку е грандиозен овој македонски син. Апостол на македонството, лидер и патриот, професор доктор Христијан Мицкоски. Честит роден ден, почитувам председателе, професор доктор Христијан Мицкоски, нека реки здрави, успеси, расти, победи ја красат патеката по која не води. Софи Трајковска вика, мечка Зора не врти капа, кај што има корист од таму оди, забегане. Леле, животворна вистина бил тој. Животворна светлина. О е да, како да кажеш те сакам без да кажеш те сакам. Најдете си некој да ве гледа како Зоран што го гледа Христијан. И да ви пишува вакви. Честитки за роден ден. Види, да не е трагично, ќе биде смешно. Зашто е трагично? Затоа што вакви луѓе во суштина се основата на проблемот во оваа држава. Вакви луѓе никогаш, дури и кога мислат дека е нешто покрежно, на лидерот нема да му кажат дека греши. Вакви луѓе целата наша држава ја носат кон амбисот само заради свој лични интереси. Чекај, брат. Чекај. Удупка на носат. Не е точно. Точно е. Не е точно. Како не е точно? Точно е. Од овие си патиме. Што не е точно? Не е точно, брат. Кажи, ајде. Исус вели: Јас сум патот и вистината и животот. Освен за Исус да кажеш, за некој друг, друже, ти си... Немам коментар. Ајде да видиме овој животворен светилник на македонската политика и грандиозен македонски син, колку е грандиозен. Ај пушти го видеото. Да, подготвен сум и се радувам на нашата средба. Нека му се среќа. Многу грандиозно. Јас се согласувам овде дека има се македонска вистина, затоа што во виното секогаш е вистината. Значи има овде сериозна вистина. Значи ова многу грандиозно делуваше. Толку грандиозно делува што дури он не знае како делува. Значи делува, како да ти кажам, малце нека му е со среќа. Мечка, ова е античка македонска традиција. Значи античките македонци првин преку ноќ седнувале, пиеле вино до сабајле мешано со вода и разговарале, пронаѓале некакво решение за проблемот. После тоа со вода во мешале. После тоа на трезно се договарале. И ако дошле до истиот заклучок два пати, тоа решение било прифатно. Не, бре, какви решенија, ова е дента кога слави роден ден.
Ова е дента кога слави роден ден. Значи ова е Ја истиот мислев ден дека се антички кога овој македонци. Зоран Пејковски му вика дека е животворна светлина и дека му го честита роденденот на Светната. на грандиозниот македонски син. Ајде пушти го видеото да видиме како он го прослави роденденот, како животворната светлина на македонската политика и грандиозниот македонски син го прослави неговиот роденден за да заслужи таква честитка од некој си извесен таму под Лизурко. Ај пушти. Може. Да, подготвен сум и се радувам на нашата средба. Нека му се среќа. За пензиите ли? Кој имаме како не? Гледате колку грандиозно изгледа. Се ври на кофеште ти вика Вака. светнат. Има светлина во очите. Лака, гледа. Види? Не може Подготвен сум, се радувам на нашата средба. Нека му е со среќа. Ја ќе те носам после у кафана, ќе видиш каде. Многу јако ќе си поминеме. Знаеш како ќе биде добро? Ептен, после ќе се вратиме. Ама со нека И му е со утре- среќа немаше проблем. Имаше проблем Не, со не, имаше како со немаше сложената- проблем, нека му е со среќа. со Не, сложената реченица имаше поголем Не, проблем. на крај се врти и вика нека му е со среќа. Значи како да ти кажам? Дрво декор е дешкото направено, му има пишано дека гитара. Да. Дрво Дов декор. пишал, гледа като бебе у лампа. Просветлен, со животворна Дали вистина. сега вака можеме да кажеме дека грандиозниот македонски син на вистина е миропомазан херовим. Инаку објаснив јас минатата емисија, благодарение на еден господин дипломат, што е кој бил миропомазан херовим. Миропомазан херовим бил најголемиот, најубавиот, најхрабриот, најпаметниот меѓу ангелите, кој што потоа се возљубил себе си, значи станал суетен, егоцентричен и сакал да му го земе местото на Господ Бог. И Бог го пратил во адот и тој тогаш и сега се вика Сатана. Тој е миропомазан херовим. Тој што сакал да биде животворна светлина наместо Бог. Тој што сакал да биде животворецот, животворната светлина наместо Бог, тој ангел сега е знаете каде, у адот. Тој е тој.